прочитувани, немаме е што Европа 5 века, скоро 5 века, што изградили со собственик на Јаков Камен века, собраме сили да направиме фестивал во чест на првиот печатар на Балканот со нашето писмо и како меѓу другото, чест ми е што еве вечерно имаме и една изложба на професор доктор Јордан Ѓорчев од Меѓународниот Славенски универзитет. Нешто повеќе пред домаќинот Владко Цигновски да каже, само да најавам дека потоа за изложбата на професорот зборува професор Кирил Гајчев, а се разбира на крај како фак на торта нешто за ова изложба и да се ќе ви каже професор доктор Јордан Ѓорчев. Благодарам за... Да, говорете, така ли? Јас се извинувам, ја не сум дека позна дека зборува, говорете. Прво од моје име и од име на организацијата да ви се благодарам за вашето присуство, почитуван господин Владика, почитуван градоначалник, почитуван професори, почитуван декан и собственик на Славјанскиот универзитет. Огромна чест и задоволство е да се отвори настан за Јаков Камен. Дел од нашиот идентитет, дел од нашата култура, светски големи, прв печатар на кирилица. Сите тие што пишуваме и сите тие што сме љубители на книгата, знаеме што тоа вреди. Тоа е нешто со кое што ќе го носиме и во нашата душа, и во нашето срце, а насекаде низ целиот свет. Овдека денеска сме на промоција и на карикатурата, мислам на изложбата со карикатура, а ќе имаме изложба и на дел од часословот, значи во фрагменти од него. Да не должам многу, благодарам од твое име, давам збор на професорот од Славјанскиот универзитет да каже збор два за изложба. Добро вечер, почитувани присутни. Не сум застапен на многу формално обраќање, без обир што меѓу тука нас присутни владика и градоначалник и така натаму, ќе ви се обрадумете едноставно со добро вечер, почитувани пријатели. Значи на уметноста, на духовните вредности, на се што е од есенцијална важност за нашето општество денес во Македонија, тука и овде и така натаму. Значи, на почетокот ќе упатам честитки за ова ваша манифестација, како домаќини, нели, вие во Македонска каменица го организирате тоа, и се надевам дека ќе прерасне во една долгогодишна и подолготрена традиција, и се надевам дека на тоа чествување во некои идни времиња ќе бидеме присутни повторно, ние како гости. Значи, мојата улога вечерашна е поврзана со еден сегмент од оваа денешна програма. Ако трае во еден ден, не знам колку е, дали еднодневна или повеќедневна, меѓутоа е поврзана со конкретно со изложба на карикатури. Значи, еве, овој можеби за некој претесен простор, за некој може и доволен, и така натаму се изложени карикатури од еден наш еминентен карикатурист, сега зборам строго во контекст на карикатурата, за некого повеќе познат, за некого помалку познат како карикатурист, меѓутоа секако истакнат, значи, во областа на карикатурата, бидејќи помалку или повеќе карикатурата низ годините на назад, преди десениите, ако сакате, да не зборувам за векови, бидејќи ако зборуваме за некоја етиологија на карикатурата, тоа датира што 16, 15, 16 века, ама нели тоа ќе оставим за нека друга прилика. Јас во духот на некоја европска интелектуална школа направив текст, нели, во интерес на времето, кога те притиска со време, друго е кога предаваме на студенти, тога си даваш слобода и да трае 1 час и повеќе, ама сега во интерес на време ќе се послужам со текстот за што ќе ми простите, може да импровизирам, ама сметнам дека вака е поубавно и по-концизно и по-концентрирано. Карикатурата во ликовните уметности представува наврно изопишување на реалноста со акцентирање на карактеристичните белези на личностите, појавите или настаните, најчесто со намера да се постигне впечаток на смешното. По форма може да биде гротескна, по содржина сатирична.
Карикатурата ја задржува делумната сличност со објектот и допушта препознавање, па и нејзиниот комичен ефект доаѓа како резултат на коинциденцијата или некоинцидирањето на стварниот објект со неговиот приказ. Таа ја должи својата сила на непосредното действување и актуелноста на тематиката, но тој истовремено го ограничува нејзиниот уметнички достиг. Повеќето карикатури остануваат на нивото на дуковите илустрација, а многу помал дел достигнува повисоко ниво на ликовно остварување. Ретка е бувајарството и сликарството. Нејзиното подречје е цртежот и графиката, во широк диапазон од скица и кроки до технички посложени остварувања. Со овој мој обид да се дефинира карикатурата, ќе го отпочна моето денешно или вечерашно обраќање по повод отворањето на изложбата на карикатури од авторот Јордан Ѓорчев. Ќе прескокам тука еден дел од тоа што го споменав пред малку за етимологијата на зборот карикатура и така натаму. Ето да бидеме по-економични во однос на времето. Британскиот истражувач Лаклен Мойл карикатурата рамковно ја дефинира како уметничко користење на деформации во сатирични цели кои се постигнува со претерување или искривување, но и инверзија на положбата, метаморфоза или комбинација на истите. Општата популарност и домакинатост на карикатурата во секојдневниот живот во значајна мера била помогната и забрзана со развојот за шинарот. Популистичкото новинарство, особено со обилувањето на магазините, журналите и така натаму, кои што служиле дефинитивно за, ајде да кажеме така, една анимација на публиката во рамките на некаква општа популарна забава. Значи, го имале тој забавен карактер. И експанзијата на карикатурата доаѓа некаде во 19-тиот век, колку да звучи тоа вака чудно можеби, а можеби зенитот е некаде во првата половина на 20-тиот век. Ова не го зборам случајно, значи криза на карикатурата се јавува со појавата на техничките помагала, со појавата на IT технологијата, со она што го нарекуваме во денешно време дигитална ера, значи живееме во еден нов свет, да се разбереме. Меѓутоа, карикатуристите и вештите автори, оние кои што се дефинитивно со исклучително истенчен, да речем така, префинет, креативен порив, изнајдува модус, модел, начин како да се повторно да се создава, да се црте карикатура, да биде тоа сосема јасно податливо и приемливо за публиката. Тоа и се случува, впрочем, и ден-денес, во моментот во кој што живееме. Карикатурата, за жал, значи, реков дека жртва на феноменот на маргинализација на продуктите на масовната култура. Сега, ако зборуваме за масовната култура, тоа ќе ни треба многу време и затоа не правам, значи не се воопшто нема да влегувам во тоа да правам строга дистинкција помеѓу она што представува елитна и масовна или популарна култура, бидејќи тоа бара, како да кажем, не влегувам во никаква, нема да влезам во никаква секаква предметна дискусија, затоа значи бара многу време и ајде други услови, фактори и така натаму, не е моментот за такво нешто, меѓутоа сакам посебно да го акцентирам дека дефинитивно карикатурата значи е често пати маргинализирана пред се поради тоа што е ставана во рангот на популарна култура, а популарната култура помалку или повеќе кај масовната публика е третирана како мас производ, значи масовен производ кој што е пак е повторно наменет за некоја друга цел, а не за некакво високо естетско доживување. Значи естетиката е таа што е во втор план. На крајно кажете, карикатурата е дел од уметноста пред се. Ќе преминам на она што е главна моја задача и главен предмет на интерес наш за ова вечер. Уметничкиот опус на авторот Ѓорчев е прилично обемен и не би се дрзнувал да навлегувам во каква и да е елаборација на истиот. Со оглед на ограниченоста на времето, од една страна е инспирацијата на приложениви карикатури кои што го нудат тоа во изобилство секако. Од друга страна. Само накратко ќе напоменам дека Јордан Ѓорчев е автор кој досега на јавноста има понудено една широка лепеза на многу уметнички пројави, манифестации, значи и во рамките на поезијата, на прозата, на ликовната уметност. Се надевам во скоро време, ете ќе има и ликовна изложба, значи со негови слики и карикатурата пред себе. А не изоставно е тука или патерно да го посочам, да го споменам неговиот висок ангажман во рамките на интелектуалната дејност, значи во образованието, науката
во публицистиката и така натаму, зашто сведочат голем број на награди, признанија и најразлични почести за кои што највоздржано ќе замолчам. Бидејќи ако би се обидел да зборувам за нив, ќе треба да останеме туку уште многу долго. Секој обид да се зборува за творештвото на Јордан Ѓорчев, особено она што е тесно, кое што е тесно поврзано со уметноста, се сведува на еден пристап кој што во себе носи еден дискретен синкретички ракурс. Ова не случајно го зборувам. Значи синкретизмот упатува на нешто што или обединува или, да кажеме, тргнува од една точка, допира многу други. Значи, кога овело мога го имам предвид през специфичните белези на неговата естетика, кои што истовремено реферираат на создавање на едно грандиозно уметничко дело. Значи, истовремено представуваат и парциализирани уметнички ентитети, кои функционираат самодоволно и како независни парчиња од големиот мозаик, носи и комплементарни и дефинитивно неодминливи делови од таа голема слика или од големото стакло, ако сакате да го потребам тој израз во контекстот на уметноста на еден истакнат уметник од 20 век, дадаистот Марсел Дишан. Значи, карикатурата на Јордан Ѓорчев генерално би ја сместиле во категоријата на ситуацијска карикатура, која е далеку покомплексна од портретната карикатура. Значи, тоа е очигледно, бидејќи генерира користење на знакови, символи, литерарни и историски алузии, визуелни аналогии и пишан текст. Стратежот на овие карикатури е прилично пластичен, со дискретно свеж приказ или опис кој во себе содржи на моменти латентна, на моменти транспарентна хиперболизација и метаморфизација. Значи, тоа е очигледно при првиот преглед на карикатурите, при првиот контакт, значи, на каков и да е последваш. Нема да речем тука читател, гледаш, значи карикатурата е хибридна форма некоја и така, мислам, тоа е сосема јасно. Третманот на субјектот во самиот цртеж на моменти се чини смешен и комичен, но често пати и апсурден, што ја представува помалку или повеќе авторовата духовита перцепција на кризата на духот на денешното време. Тука кратко само ќе застанам, ќе ми дозволите уште малку време, значи дух на времето е една синтагма која што ја употребува Едгар Морен, истакнат француски антрополог, се уште жив човекот, има 105 години, не знам, роден на почетокот на 20 век. Значи, многу битна синтагма која што, така да кажеме, треба да имаме преди секогаш кога е во прашање духовната состојба, почнемо од тоа, духовната состојба, интелектуалната состојба, економската, социјалната, политичката, каква и да е. Значи, во случајот, токму Јордан Ѓорчев дефинитивно, значи, не сите негови форми има таа тој неверојатен сенс за рецепција на духот на времето. И поради тоа неговите карикатури се актуелни денес, меѓутоа ќе бидат актуелни по многу време, бидејќи е доволен баш тој дух на времето. Значи, како сведоштво, како сакате земјите, како историска порака, што и да е, значи во перспектива. Обидот да се трансцендира и да се дзирне од другата страна на настанот на ситуацијата, на состојбата е таа, би рекол, императивна интенција која се провлекува во најголем дел од карикатурите на Ѓорчев. Без оглед на тоа дали е стремежот да се биде забавен или критички настроен. Едно е сигурно, уметничкиот јазик на авторот е ироничен, сатиричен, метафоричен и перфектно стилизиран, со изобилство на најразлични елементи, без оглед на тоа, значи естетски елементи и стилски, без оглед дали се визуални или текстуални фигури. Овие карикатури имаат белег на прилично комуникативни со можност за непосредна рецепција кај публиката. Карикатурата како слика представува медиум на комуникација, а со обливувањето во печатот или во денешно време во каква и дигитална форма станува медиум на масовна комуникација. Сега ќе ви простите тука малку ќе прескокнам, во интерес на време, пак ќе кажам. Значи, меѓутоа во случајот со авторот овие карикатури имаат сосема поинаква состојба. Во неговиот опус на карикатури владее несекојдневна синергија кога е ова уметничка форма во прашањето меѓу поентата или пораката на самата карикатура и уметничкиот стил, тоест естетскиот критериум, бидејќи, реков пред малку, карикатурата е спој на тие два елементи, едно без друго не оди. Може всушност да не идеме карикатура што е строго сведена на визуелниот медиум, како цртеж. Меѓутоа тоа се поретки случаи. Зборам сега конкретно за карикатурите поврзани со
вечерашниот автор. Значи, за склонување скочителниот сензибилитет, со кој авторот го представува на семиот цртеж, меѓутоа и наративниот аспект од карикатурата. Во манир на искусен уметник, кој буквално е сраснат со делото, тој бравурозно портретира, а со тој и типологизира разни профили на личности, низ една особено строгано префинета диоптрија, на чии што нијанси и финеси би позавидели и голем дел од врвните психоаналитичари. Значи, во некои карикатури, ако се бидиме да ги поврземе во серија, дури ќе се прочитаат или ќе се видат, ќе се согледаат комплетни карактерни студии. Зборам за архетипски личности. Со јазикот на психологијата кажем, ајде сега. Јазикот на карикатурата е само благо метафоричен и во основа декорира дело кое пред се е целосно завршено и совршено. Па на реципиентот не му оставува некоја силна задржа да разгатнува или демистифицира, туку да се смее, да ужива, да се фасцинира од досетливоста и маестралноста на самиот автор. Значи, јазикот на карикатурата на Ѓорчев преку прикажаните ликови и мотиви истовремено и автоматски го провоцира посматрачот, односно читателот, до степен на препознавање на одредени феномени, конкретни личности или пак инсценирани ситуации преку кои откриваме дело секојдневието од секојдневната сила или секојдневната роза. Значи, Јордан Ѓорчев преку карикатурите се наоѓа во улога на антиципатор. Ако фундовано е јасно, што значи тоа? Дава карикатура за нешто што ќе се случи по еден месец. Без се дали во нашето политичко милие, социјално живење, економска сојства, што и да е. Значи, тоа е, така да кажеме, одраз на еден исклучително прониклив, надарен и да кажеме така гениален дух, дефинитивно. Секако неодминливо е да се проговори и за темаско-мотивската дивергентност на овие карикатури. Мотивите во самите карикатури дисперзираат во еден широк спектар од карикатури, инспирирани од обичното секојдневие, преку оние кои се занимаваат со актуелни социјални, политички, економски и слични проблеми, па до карикатури на кои е вочлива една неверојатно суптилна и оригинална авторова филозофија, која се поигрува со општите, вечните и најкомплексните метафизички прашања. Карикатурите на Ѓорчев често ги разобличуваат, значи, општествените, социјалните и политичките аномалии, а ги има многу во денешното време. Освен дискурсот на катедневието, кој може да се препознае во делот од карикатурите, овде можеме да зборуваме за социјално ангажирана карикатура, кој ги пробива границите на тривијалното поимање и восприемање на оваа уметност. Често пати зборам за масовната публика, значи за таа рецепција кај масовната публика. Карикатурата ја примаат и ја доживуваат како нешто што е, тоа го споменав, значи, ама уште еднаш го истакнувам, сега малку во по-така изместен контекст, значи како нешто што е дефинитивно наменето, пак ќе повторам за некоја таа има забавен карактер и овие карикатури има забавен карактер, значи тоа е двојната добивка. Значи имаат една строга, така да кажеме, висока естетика, имаат една неодолива поента, значи на прва, така да кажем, на прв контакт човек веднаш ќе се насмее, меѓутоа она што е многу важно, значи што го кажав, имаат и една исклучителна, значи и уметничка и социјална ангажираност. Најчесто изобилува елегантен хумор, кој на моменти може да допира и до просторите на гротескното, диаболичното, алегориското и така натаму, но во целина ни го нуди комичното во она примордијална и девствена форма. Симплификацијата на наративот е една од главните белеси на карикатурата на Ѓорчев, без оглед на тоа кои својства доминираат во една поединична карикатура. Да. Дали е тоа иронија, сатира, тролерија, контроверза, парадокс и слично? Сеедно е. Значи, таа симплификација е нешто што е доминантен белег на карикатурите, а тоа упатува на тоа дека широка публика дефинитивно може да допре до неја. Значи, ќе скратам тука, не се плашете од преголема екстензивност. Само така, дозволете ми некоја завршна поента да дадам. Значи, она што посебно освојува кај овие карикатури е економијата на изразот. Што впрочем е и генерална карактеристика на карикатурите во ликовната форма. Значи, карикатурата сама по себе го има тоа, меѓутоа во карикатурите на Јордан Ѓорчев е токму тоа воочно. Например, да речеме, ако земеме повеќе карикатури да ги врземе во себе, тоа ќе стрик. Ако имаат врска некаква наративна.
кај него се случува во една карикатура да откриеш цел стрип. На сваќате, значи, тоа е тоа. И во тој контекст, значи, сакам да проговорам за тоа дека во тој уметнички минимализам е содржана таа генијалност. Всушност, таа генијалност содржана во тоа како цртајќи малку, пишувајќи малку, компонирајќи малку да се каже многу. Токму тоа е содржано во овие карикатури. Значи, со тој редуциран минималистички израз да се поентира, да се каже многу. Што е на вистина, пак ќе кажам за поздравување, еден генијален гест, генијален уметнички поет, интелектуален чин, како сакате, наречете го. Значи, ајде, ова ќе го прескокнам за состојбата во карикатурата во денешно време, иако има врска со ова. Значи, како црташко-интелектуална дисциплина, карикатурата сублимира и проблематизира секоја една тема многу подобро каква и да е статија во аналитичкото новинарство, а нејзината провокација и контроверзност понекогаш ги достигнува и врвовите во глобални размери. Карикатурата може да биде моќно средство кое во исто време и го создава и го обликува мнението, но представува и негова рефлексија. Карикатурата представува еден непроценлив артефакт во одржувањето и зачувањето на светската културна ризница и елемент за културна идентификација. Токму карикатурите на Јордан Ѓорчев се вградуваат во тој сегмент на културното богатство, меѓу другото, и со космополитизмот и општите универзални пореки кои го пречекоруваат прагот на локалното и регионалното. И со своето резонантно присуство да посетуваат дека и на ова наше тво живеат генијални луѓе. Ви благодарам. Благодарам пред се на трпението и на вниманието. Може би бе преекстензивен малку, ама сметам дека тоа што го приложи мојот драг пријател Јордан Ѓорчев и мојот предпоставен во на универзитетот, мислам заслужува тако нешто. Натаму по сценаријата нека продолжи кој е. Почитувам владика, почитувам градоначалник, поштовани граѓани на Македонска каменица. Задоволство ми е што ете вечерва во рамките на меѓународен фестивал Јаков од камена река, дел од програмата и отварањето на ова изложба. Како да рече човек кога треба да збори за себе, секојаш е малце необично, вака кога слушаш кога друг збори за тебе, мислиш дека за некој друг збори, не за тебе. Дека е вистина тоа. Главно, значи, сакам да ви дадам неколку информации, нема да должим, значи овие карикатури се создавани неколку години назад, некои се нови, некои се стари. Карикатурата, знаете, е форма во принцип. Идејата на карикатурата е да биде дневна, актуелна, еден ден, два дена, ретки се тие карикатури, односно автори кои прават нешто кое има потрајна вредност или кое има поуниверзална вредност, бидејќи ситуацијата и со хуморот се менува со години, понекогаш тие се асоцијативни смешни ситуации во однос на тоа што е актуелно, после неколку години тоа веќе или неколку денови или месеци воопште не е веќе актуелно, така да понекогаш некои карикатури се и пон контекст и понекогаш се неразбирливи. Меѓутоа ја би сакал да ви кажам дека овие карикатури се избрани како карикатури кои, така да речем, некоја по-трајна вредност, по-универзална и по-долгорочна, инаку се извадени од мојот фан-пейдж, таму веќе ме следат околу 100.000 луѓе низ цел свет, излегува и на руски и на англиски, се само македонската варијанта, дека не подготвиме некоја нова форма за комуникација со публиката. За сега, значи, останува само македонското издание. За кратко време ќе излезе исто така една книга моја за 10 дена My Way број 4 и дел од тие карикатури може да ги има веќе не ги знам. Ја ви благодарам на вниманието, знам дека принцип не е добро кога се збори за поезија, за литература, за карикатури, за слика од аспект на критичар или овака, како да речем, согледување тоа самите дела би требало повеќе да зборат. Меѓутоа, ние моравме да го задоволиме овој формален дел на ова манифестација. Мислам дека ете така уживаме во друштвото тука сите заедно. Изненадувачки е дека навистина
голема е публиката, многу поголеми градови, многу помалку гости и односно посетители доаѓаат на изложби, на отварање на изложби, на промовирање на книги и така натаму и така натаму. Ви посакувам се најдобро, да сме живи и здрави, да се видуваме понатаму. Благодарам. Во интерес на времето, ние ќе се обидеме да бидеме кратки. Најпрво да кажа дека голема чест ми е што ова е прв пат да ги гледате овие страници, извадоци од часословот на Јаков од Камена река, кој е издаде 1566 година. Јас сум горд што ние со овој фестивал пишуваме историја што е излезено од депото и ќе бидат достапно на пошироката јавност. Исто така ми е ептен голема чест, многу голема чест ми прави што вече да се однесе и епископот Делчевско да со големо, каменички, господин Марко. И късо голем. И късо голем. Му давам збор да ви се обрати. Почитуван градоначалник на градот Македонска Каменица, господине Димчо Атанасовски, почитувани организатори, професори, професор доктор Јордан Ѓорчев, професор доктор Кирил Трајчев, професор доктор Орце Симонов и господине Миле Георгиевски. Посебна чест ми е и особена радост што сум присутен на овој фестивал вечерва, за прв пат организиран како што слушнав. И се надевам дека ќе прерасне ова во еден традиционален фестивал, кој што ќе биде фестивал на културата, на промоцијата на нашата македонска култура и на хуморот и сатирата, но и на стари, да кажеме, книги кои што ќе го наоѓаат светлото на денот токму на овој фестивал. Мене ми припадна таа чест, благодарение на организаторите, да прословам за часословот кој што го промовираме денеска, стар скоро па 5 векови, испечатен во Венеција од Јаков од Камена река, кој што уште во тоа време имал свест за публикација на тие историски книги и значајни книги за православието. Часословот е книга најкористена во богослужбениот круг на православната црква. Секојдневно се користи и се користи во секој час, затоа и самото име часослов всушност значи молитви за секој час од ден, почнувајќи со полуношницата, односно со молитвите кои што се читале на полноќ и тогаш всушност почнувал денот во старите манастири, а некаде и денеска на Света Гора, па и во некои други манастири кои што го практикуваат тој начин на живот, типу како што ние го велиме во православната црква, животот почнува, денот почнува со полуношница, односно од полноќ почнува. И тука на првите страници на часословот се поместени молитви на полуношница. Потоа следуваат утрински молитви, па следуваат молитвите за првиот час, третиот час, деветиот час, шестиот па деветиот, изобразителната, повечерието, вечерната и уште други песни, црковни, тропари на светители,
кои што се пеат секојдневно во богослужбите. Затоа се нарекува часослов. Ова е посебна радост за нас, што пред себе ги имаме факсимилите од оваа стара книга, која секако се чува во универзитетската библиотека Свети Кирил и Методи во Скопје. И посебна радост ми е тоа што токму од овде, од Македонска каменица, Јаков од Камена река, тоа го испечатил во Венеција. Сигурно да имало овде услови, ќе испечатил овде таа книга, меѓутоа услови нашол во Венеција и таму ја испечатил книгата, но радоста наша е поголема затоа што тој е наш сограѓанин од пред 5 векови. И ете, уште еднаш ќе кажам дека за мене представува голема чест што токму јас имам чест да ја на некој начин да ја промовирам прв оваа книга, секако за историскиот аспект на книгата, на самата книга, ќе ми се обрати Ласко Ѓоргиски, кој ќе ни каже повеќе за историскиот дел од ова. И ќе имаме прилика, иако можеби многумина не ќе разберат од писмото кое е пишувано, тоа е црковно-словенски или старословенски, кое претрпело некакви измени, не суштински, меѓутоа некакви јазички мали измени има претрпено од тогаш црковно-словенскиот јазик, поблизу ќе до нашите говорни јазици сегашни, а сигурно тогаш во тоа време бил поблизук овој јазик на кој што е напишано до тогашните говорни јазици на ова подречје. Не се разликува многу, меѓутоа во некакви сегменти има некакви разлики, тоа ние го приметуваме кој што секојдневно ги користиме книгите. За вас можеби нема да биде се разбирливо, меѓутоа убаво е да се потрудите и да прочитате нешто од овие книги. Повеќето букви се познати, има некои стари букви кои што постојат само во црковно-словенскиот јазик сега, меѓутоа сигурно ако човек почесто доаѓа на богослужби и да слуша и црковно-словенски како се чита, полека ќе почне да го разбира црковно-словенскиот јазик како свој и нема да му биде потребен превод, бидејќи тоа е коренот на нашиот јазик. И можам тука можеби да злоупотребам во наводници позицијата која ми е дадена и привилегијата да ги повикам луѓето почесто да доаѓаат на богослужбите и таму да го слушаат црковно-словенскиот јазик, да се потсетат на корените и да видат колку многу е сличен со јазикот кој што ние го говориме денеска, меѓутоа јазикот е жива материја и тој се менува постојано и ќе се менува и понатамо, меѓутоа суштината останува иста и тоа е наша култура, нашите корени, од кои нити можеме, нити сакаме да се откажеме. Простете ако одолжив многу со обраќањево, еве повели господин да ни каже за историскиот аспект на јас може пак ќе отстапам простор да видите, да ги видите факсимилите. Можете вие да... Благодарам. Чест е и задоволство да се биде тука пред вас и да се зборува за ова стварно фасцинатно дело, кое убаво рече владиката, ги представува и ги символизира корените на нашата кирилица. Тоа не треба никогаш да го заборавиме, туку напротив, треба да го нагласиме со тоа што имаме конкретен доказ дека нашата кирилица има корени кои се пружаат повеќе од 5 века.
што не обврзува да ние тоа дело што Јаков од Камена река го направил и ни го оставил нас како наследство, да го продолжиме, да го негуваме, затоа што оваа наша Македонија заслужува она што го имаме како наследство, да го пропагираме, да го шириме низ светот, да кажуваме со факти кои сме ние, да ги покажуваме нашите корени и тоа да го полеваме, за тие корени да растат, да цутат, да се шират сегде во светот и да го кажуваат она што е наше, со апсолутна почит кон она што е друго, со сета почит кон сите други кирилични писма. Нашата кирилица е различна од сите. Нашата кирилица е уникатна. Повторувам, ги почитуваме сите кирилични писма. Кириличните писма се богатство во светот. Меѓутоа, нашата кирилица исто така е дел од тоа светско културно богатство. Затоа имаме аргументи, имаме факти да таа кирилица ја развиваме, ја негуваме и таа заслужува едно поклонение од сите нас и заслужува како наследство да ја оставиме на сите идни генерации. Јас не би сакал да објаснувам, би било убаво да прочитате првите две страници, значи овие две страници што се црни, тоа е оригиналната корица од часословот. На оригиналната корица нема напишано букви, значи поврзан е само во кожа. А ова што е тука напишано е импровизација од моја страна, затоа што јас изработив кириличен фонд, кој вечерва можам да кажам дека го промовирам како комплетен, фонд кој го носи името Јаков и се базира на ракописите од часословот. Значи, овие две страници, тука на втората страница убаво е да прочитате, да видите во кратки црти кој бил Јаков од Камена река. Затоа што јас до пред скоро време не знаев. Меѓутоа, пораката од господинот Миле ме поттикна да направам истражување. Оваа книга, овој часослов, постои во Универзитетската библиотека во Скопје, така да имаме факт кој ги потенцира точно овие зборови што ги кажав. Значи имаме доказ дека тоа постои физички. А ова е еден предлог како би изгледал часословот доколку ние денес би го печателе повторно. Многу од буквите што ќе ги видите на овие фрагменти, на овие страници, се идентични со оние букви што тука јас сум ги интерпретирал во една форма на денешна кирилица која може комплетно да се вклопи во оваа дигитална ера на типографија. Толку би сакал да кажам, ве повикувам да ја чуваме кирилицата, да ја негуваме, да ја развиваме, затоа што имаме такво наследство кое е многу вредно, кое не треба да го криеме, кое треба да се потрудиме сите да го покажеме на светот. Тоа кажува кои сме ние, кои ќе бидеме и кои сакаме да бидат нашите деца. Ви благодарам за присуствието. Ако изложбата ќе биде тука овие 10 дена, иначе да му заблагодариме на господинот Васко Ѓуровски, кој што светски е познат во креирањето на првиот кириличен фонд за компјутери во светски рамки. Истиот во дигиталниот свет е познат и како соработник на Adobe Reader, значи кај што има креирано над 200 фондови. Истиот за потребите и на овој фестивал, а и за Македонска каменица, значи ќе го креира дигиталниот фонд Јаков, кој што ќе можеме сите да го симнеме.